Соработката меѓу македонците и албанците на национално-политички план започнала во втората половина на 19-тиот век, тогаш кога била пробудена националната идеја кај двата блиски народа. Појавата на националната свест и на идејата за слобода и автономија и кај македонците и кај албанците во тоа време била засилена со националните борби и со создавањето на национални држави на Балканот и во Европа. Дополнително, тие процеси биле подсилувани од балканските интереси и политики на големите сили, во прв ред на Русија, која настојувала да ја истисне Османлинската империја од балканските територии. Прва значајна манифестација на таа соработка била реализирана во 60-тите години од 19-тиот век. Тогаш се одвивала широка балканска конспирација со цел да се создаде сојуз меѓу балканските држави и народи и да се крене општо востание со девизата Балканот на балканските народи. Поттикот доаѓал однадвор, од Русија, за постигнување на политички и воен сојуз против османлиското владење со балканските земји. Русија ја поттикнала и помогнала Србија да одигра пиемонтска улога сред балканските народи во конфронтацијата со Османлиската империја. Со таа цел Србија склучила договор со Джелал Паша Мати, високопоставен албански командант во Османлиската армија, конспиратор против империјата и борец за автономија на Албанија. Со македонската страна која учествувала во споменатата конспирација, било договорено да го подготват населението за востание на знак од Србија. Во таа конспирација, која ја одржувале тајните Гарашанинови комитети или кружоци, биле посветени Димитар Поп Георгиев Беровски, Ѓорѓија Пулевски, Костадин Трпков Попот Бувски и особено Стојан Везенков, архитект и предприемач во турска служба, близок пријател на рускиот конзул во Битола и Солун Хитрово и пријател на голем број значајни албански првенци низ цела Албанија. Албанско-македонските врски може да се каже дека се вековни, бидејќи двата народи живеат од кога памтат за себе на исти територии или проникнати во животот, во арно и во лошо, но кога зборуваме за револуционерните и ослободителните борби, кои што беа практично функција на создавање на национални држави, можеме да констатираме дека македонските и албански субјекти се поврзаа во борбата за собствена автономија и за собствени национални држави некаде кон половината на 19-тиот век. Првите свесно поврзани активности на македонците и албанците, како што реков, се во 60-тите години, станува збор за една конспирација предводена од руската дипломатија, имено за ослободување на балканските народи од турската империја под еден наслов Балканот на балканските народи. Тука е координацијата вршена пред се од еден познат руски дипломат, пријател и на албанците и на македонците, тој е Михаил Хитрово. Во таа конспирација учествуваат балканските држави и е намера да се создаде еден балкански сојуз меѓу постојните балкански држави, меѓутоа во кој што ќе бидат опфатени исто така и револуционерните напори на албанците и на македонците за истерување на турската власт од Балканот и за создавање на една балканска, така да се речи, федерација или конфедерација. Во таа насока 1862 година започнуваат преговори на Србија со другите држави и започнуваат преговори со револуционерните движења на бугарите, кои што се уште немаат држава, понатаму со македонските тајни кружоци и исто така со незадоволните средини од албанците, особено со Джелал Паша, кој што е предводник во тој момент на отпорот против турската власт во Албанија. Поттикот непосреден и моделот по кој сака Русија да ја организира целата балканска
енергија против Турската империја е обединувањето на Италија и пиемонската улога или улогата на Пиемонт во обединувањето на Италија. Во таа смисла, таа пиемонска улога Русија ја доверува на Србија. Србија особено била заинтересирана за подигнување на општо востание во Македонија и Албанија во проектираната идна војна. Во таа смисла, таа била сосема сигурна во волјата на македонците да се кренат на востание против османлиите. Клучно станало прашањето со албанците, затоа што станувало збор за масовно вооружен народ, кој секогаш претходно бил еден од главните столбови на османлиската војна сила. Поради тоа, сред албанците било потребно да се изврши поширока пропаганда за целите на планираната војна на балканските народи против империјата. Било проценето дека има место за убедување на албанците за сојуз со балканските народи, затоа што тие биле подгазени од страна на централната власт, со тоа што им биле укинати до тогашните привилегии и жестоко потиснати албанските интереси. Поради тоа самиот Джелал Паша му изјавил на грофот Игнатиев, руски представник во Истанбул, дека бил подготвен да ја даде главата и душата за да ја ослободи својата нација од понижувачката положба. Со Джелал Паша преговарале самите српски власти, нивниот воен министер Миливоје Блазнавац, кој запишал во својот извештај: со Джелал Паша беше постигната беса за заедничка војна против турците, за христијаните и арнаутите да се ослободат од османлиите. Меѓутоа, клучното прашање било како да се привлечат што помасовно албанците за војна со империјата. Токму за таква мисија бил ангажиран Стојан Везенков, македонец со потекло од село Јанче, роден во Крушево. Изборот на Везенков бил дело на рускиот конзул и на српскиот председател на владата Јован Маринковиќ при нивната средба во Истанбул во април 1867 година. При определбата за Везенков биле предпочитувани не само неговите лични врски со голем број влијателни албанци, туку и сознанието за блиските односи меѓу албанците и македонците низ вековите на заеднички живот. Стојан Везенков во мисијата на поттикнување и убедување на албанските првенци за кревање востание, заедно со балканските народи, вклучително и на македонците, тргнал заедно со својот брат кон крајот на април 1867 година. Преку Мегленско, Мариовско, Прилепско, Крушевско и Кичевско стигнал во Дебар. Таму Везенков се сретнал со Сали Марко, кај кого во време на Ѓурѓовден останал 3 дена. Сали Марко му дал 2 пушки и 2 сандаци со потребни нешта. Потоа Везенков отишол ке Хасан Кока, кој го упатил во конспирацијата за кревање востание, давајќи му препораки што и самиот ги добил, покажувајќи му го писмото со кое Джелал Паша го препорачува кај своите сонародници. Оттаму Везенков се префрлил во селиште кај Сулку Леши, исто така главатар во МАТ. Таму го оставил својот брат за да биде на сигурно, а ги оставил и предметите што му ги дал Сали Марко. Од селиште, покрај реонот на Мирдитите, Везенков бил во Ктеле, каде се сретнал со Марко Пренк, пошто стигнал во Леш кај Балбиба. По Леш, Везенков стигнал во Скадар, каде што се сретнал со рускиот конзул Иванов, а оттаму преку реонот на Васоевиќи во Црна Гора се префрлил во Србија. Секаде каде што поминувал Везенков, го читал писмото од Джелал Паша и ја објаснувал намерата за општа акција на балканските народи против империјата, при тоа укажувајќи дека за тоа стои Русија, која ќе ги подкрепи нивните барања за автономија. Мисијата на Везенков во Албанија завршила со успех во таа смисла што секаде каде што поминал, добил уверување дека ќе се кренат на востание штом ќе дојде Джелал Паша. Во таа смисла бил информиран српскиот министер Илије Гарашанин од страна на Атанасије Николиќ, српски конзул, запознат со резултатите од мисијата на Везенков. Во 1873 година одново почнало да се зборува за нова балканска конспирација, повторно потикната од Русија. Во таква една атмосфера за нови балкански немири, старите балкански пријатели и конспиратори на Стојан Везенков му го напишале следното писмо. Еј, капитан Везенко, со кого се арнаутите? Твојот поздрав го примив. Ми направи многу поволја што ми го испорача тој поздрав, како и на сите пријатели што ги имаш меѓу арнаутите. Има 5 години како ми немаш пишано, така што со нетрпение чекавме, како што утрото се чека со нетрпение, глас од тебе. Фала Богу, ти си бил здраво и добро, и ние сме здраво и добро. Ние имаме верба, беса, како никогаш во вас, и сите како пријатели те поздравуваме.
те поздравуваат Хусейн Бек, Дулеман Бек, Абас Бек, Али Сани Демири, Елез Мурли, Али Марни, Сулеман Кулеза и Зир Кулија. И сите ние имаме верба во тебе. За онаа работа потруди се, време е, бидејќи еднаш треба да се прекине. Војската удри на Дебар и царот сака да ги фати Хусейн Бегот, Дулеман Бегот и Абас Бек. Оние другите кои врзаа беса со царот, се повратија и му откажуваат послушност. Како знаеш, прати одговор што побрзо. На секој начин бараме одговор. Ние тука сме готови, спремни. Тукашните други работи лошо стојат. И кулата на Хасан Колеци ја подготвивме и му ја дадовме на синот. Ова мое доаѓање во Призрен е нарочно за таа работа. Немој да се грижиш. Јас сум кај Хусни Паша и тоа официјално. Баш заради тоа што сум кај него, Хусни Паша не треба да се грижи. Да е поинаку не би доаѓал во Призрен. За да не дознае јавноста и другите да не разберат, тука полесно ќе се разговара. Како и со господинот конзул, на овој начин полесно ќе се разговара без тоа другите да разберат и мирно ќе разговараме без грижи. Еве неколку дена како што има дојдено некое дете со Мехмет Курта и ми донесе цел извештај и одговор како таму се подготвуваат и како е во Арнаутлукот, дека ќе одат на врзување, давање беса со дебраните и со мирдитите и од нив да земат збор дека ќе бидат сите заедно. Јас тука во Призрен ќе чекам одговор на ова писмо со нетрпение. Сакам одговор час поскоро. Дали да одам или да седам тука, зашто арнаутите се добро снабдени со барут и сакаат да го запалат огнот бидејќи му е време. Што знаеш и како знаеш, прати ми одговор. Во оваа работа нема невистина, бидејќи тоа го посведочи неговиот брат. Молиме Бога да ни биде здраво и добро, како и нашите господари да се здраво и добро. На капитан Петруша и на неговиот брат испорачај поздрави како и на другите. Немој да заборавиш, дали се здраво и добро. Правете гајрет, немојте да се колебате и работете за оваа работа, бидејќи дојде времето, те молам. Хасан Ага, Кола Зеде Колики. Во случај да дојдам во Белград, ќе ме испратиш со некој орден до граница. Заборавив уште една работа да ти пишам. Повеќе од 5 месеци бевме во Цариград со синот на пашата од Мирдита и направивме беса со Хитров Бегот ние сите. Ти давам збор дека се е вистина. Таму беше и синот на кнез Никола од Црнагора. Валијата Скадарски фатил неколку арнаути. На тоа мирдитите арнаути се побуниле. Така таму сега има бунт. Дека во Албанија и во Македонија, како впрочем и пошироко на Балканот, постоела предреволуционерна клима меѓу албанците и македонците, укажуваат на станите во кои учествува лазарополецот Исаја Радев Мажовски. Тој во своите спомени соопштува дека соработувал со повеќе албански првенци, меѓу нив и со Гани Беј Топтани од Тирана, за дигање на заедничко востание во Албанија и Македонија против турското владење. Од таа конспирација не произлегло такво востание, меѓутоа била зголемена четничката акција со формирање на повеќе чети на теренот на Албанија и Западна Македонија. Албанската Призренска лига во 1879-80 година, во екот на османските војни кампањи против македонските чети и востаници во североисточна Македонија, издала наредба албанците да не земаат учество во тие борби, ниту пак да дозволат да бидат регрутирани за таа цел. Од друга страна пак, акциите на Лигата за истерување на османските власти и на османската администрација од градовите во Западна и Северна Македонија биле поддржувани и помагани и од местното македонско население. Сепак, до организирана соработка доаѓа во 1887 година со формирањето на Албанско-македонската револуционерна лига. Таа лига била формирана по иницијатива на Македонскиот комитет од 1886 година, а во тој комитет бил член и Исаја Радев Мажовски. Имено Исаја Мажовски и неговите пријатели, албански првенци, како Гани Беј Топтани, Мустафа и Малич Зејнили, Далип Кара, Бајрам Дано и други, ја формирале Албанско-македонската револуционерна лига, со задача таа да се бори за ослободување на Албанија и Македонија
и за формирање на албанска и на македонска автономија. Покрај Исаја Мажовски, во конспирацијата бил посветен и Велјо Топалов, угледен дебарчанец. Лигата била формирана откако Исаја Мажовски ја информирал албанската страна дека таа ќе ја има поддршката од Русија и дека последната сметала оти на Балканот секој народ требало да има своја држава. Таа идеја и концепција фатила место кај албанците, кои по целодневно самостојно просудување решиле заедно со македонците да кренат востание за слобода и за автономија на Албанија и на Македонија, и за тоа го известиле Исаја Мажовски. При тоа го предложиле како свој представник за разговор со Коста Паница и со представници во Софија Малич Зејнили. По тој чин, Албанско-македонската револуционерна лига составила апел и действувала преку своји емисари во Албанија и Македонија. Во апелот е истакнато: Браќа, по многу обиди што ги преземавме за да ја помогнеме на нашата татковина Албанија, ние разбравме дека има само едно средство за да се постигне победата. Тоа средство е обединување со нашите блиски македонци и заеднички акции со нив за ослободување на нашата древна и страдалничка татковина. На македонците што се наоѓаат во Бугарското кнежевство и на тие што живеат во Македонија, Господ им помогна што им го испрати човекот по име Паница, кој се прослави како херој, слично на тоа како што некогаш беше познат нашиот голем херој Скендербек. Овој човек е верен на своето дело. И затоа сите војводи на Македонија се обединија околу него и едногласно го признаа за свој командант. И ние кога разбравме за тоа, се израдувавме и се здобивме со почит кон тој брат, вториот Скендербек. И под негово раководство го почнавме нашето свето дело. Господ му помага. Неговото срце е преполно со благородни идеали и ние, обединувајќи се братски со македонците, се зафативме со општа работа. Под командата на мајорот Паница, ние ќе се бориме за ослободувањето на татковината на македонците и нашата татковина, без разлика на верата, затоа што сите ние сме браќа на една земја и сврзани сме со една идеја. Заради нашата цел беше создадена овде Албанско-македонска револуционерна лига. Беше составен и устав и програма. Ние ќе ви го испратиме уставот на лигата штом ќе го добиеме поволниот одговор на ова наше писмо. Ако ја знаете географијата на Македонија и Албанија, нивната измината историја, нивната блискост, обичаите и нивните политички интереси, и ако ни поверувавте, тогаш одобрете ги нашите дела и во скоро време присоединете се кон нас и укажете ни ја својата помош. Сметаме за потребно да ви кажеме дека создавањето на Албанско-македонската револуционерна лига под паролата Слобода или смрт е единствен пат за да се помогне нашето дело. Ние многу пати говоревме за тоа, но не го остварувавме, а сега конечно го остваривме тоа дело. Нашето дело за ослободување ќе го остваруваат албанците заедно со македонците, действувајќи заедно, без разногласија, под еден устав, под едно знаме, и ќе се бориме за утврдување на самоуправа во нашите две области. Покрај тоа, тука има многу благородни луѓе што се готови да ни помогнат во нашето свето дело и искрено да се грижат за самоуправувањето во нашата татковина. Действувајќи во братско единство, ние ќе можеме брзо да го исплашиме големиот стамболски управувач и ќе постигнеме Европа да биде кон нас благонаклона и да ги признае нашите права. Затоа може да се верува дека нашата цивилизираност ќе стане позната и нам ќе ни помогнат и нема повеќе да не задржуваат во робство во кое се наоѓаме веќе неколку векови. Во Бугарија постои девизата: просветувањето го прави човека голем. И ние ќе ја земеме таа девиза и со името на Господа ќе ги извојуваме нашите права. Известувајќи ве за се, ние ве повикуваме да се присоедините кон нас и да застанете под гордото знаме на Албанија и на Македонија. Пред себе известуваме дека не претендираме на многу. Ние не бараме ни кралство, ни кнежевство. Ние не сакаме Албанија и Македонија да паднат под власта на Бугарија, Србија или Грција. Но ние сакаме на Македонија и на Албанија да им се даде автономија, дури во тој случај ако останат тие под власта на султанот. Со еден збор, ние сакаме да имаме сопствен суд и сопствена управа. Во Албанија нека наредуваат албанците, во Македонија македонците. Макар што при тоа ќе се зачува врховната власт на султанот.
Од името на клетвата за верност на Албанија, ви се колнеме во точноста на се што изложено во овој документ. Бидете предпазливи и засега не покажувајте им го овој документ на недоверливи лица, туку само на верните албанци. Ние очекуваме од вас љубов кон татковината и нашиот народ, кон нашето свето дело и чекаме во најскоро време поволен одговор. Очигледно е дека Албанско-македонската револуционерна лига постоела до крајот на 1888 година, чекајќи го одобрението од страна на Русија да крене востание во Албанија и Македонија. Меѓутоа, во периодот кога е формирана ова Албанско-македонска лига и кога ова личност на мајорот Паница дава гаранција дека ќе го раководи успешно во интерес на македонците и на албанците тоа идно востание, тој запаѓа во немилост на својата бугарска влада. Неговиот инаку пријател Стефан Стамболов, кој што тогаш доаѓа на чело на бугарската влада, не му ја признава не само таа улога, туку настојува и да го санкционира по друг повод во една конспирација каде што тој учествува внатре во рамките на бугарските политички односи во таа конспирација и мајорот Паница е практично стрелан, обесен, елиминиран, односно стрелан и елиминиран од можноста воопшто да го озаглави и предводи тоа заедничко востание. Меѓутоа, тоа востание независно што било планирано преку Албанско-македонската лига што не успеало, сепак врските на соработка останале меѓу македонците и албанците, зашто зборува документацијата дека и се Радев Мажевски подолго време одржува врска со албанските раководители. По Албанско-македонската револуционерна лига од 1887-88 година, друга организирана институционална соработка меѓу македонски и албански политички и револуционерни субјекти била реализирана преку познатата Национално-централна Албанско-македонска лига, формирана во Лондон во 1893-94 година, чија што дејност, според досега познатите документи, се пројавила подоцна од 1898 до 1902 година. Таа лига во 1898 година се јавила со проглас во кој се вели: Целта на овој проглас е да ја осветли пред европскиот свет суштината на албанско-македонското прашање, кој го привлече вниманието на Европа и кој изгледа во најскоро време ќе даде сериозни причини за возбуденост. Нашата лига верува дека исполнува една висока должност, поставувајќи го албанско-македонското прашање во неговите историски рамки, истакнувајќи го единственото можно разрешување за народите преку делото што го представуваме. Нашето дело по неопходност беше тајно и ќе остане тајна известно време. Макар и прогонувани, нашите барања досега направија добар впечаток. Сега имаме причини да веруваме дека настапи критичното време во историјата на нашето движење. Ние се чувствуваме повикани да ја соопштиме нашата програма за блиска иднина. Нашата цел е следнава: добивање независност и автономија на Албанија и Македонија. Создавање на самостојна конфедеративна држава во која ќе влезат сите народи што се во овие области без разлика на име, вера и јазик. Силно спротивставување на сите посегања кои се опасни за делото на албанско-македонската независност. Спречување на секое мешање на која и да е голема или мала сила, која под превезот на симпатија би се стремела да ги спроведе своите егоистички цели. Лигата ги осудува како штетни за интересите на Албанија и Македонија сите сугестии или предлози за раздробување на земјата. Успевајќи да ги соедини силите на албанците и на македонците, Лигата, со оглед на големата борба што наближува, привлече следбеници и поддржувачи, почнувајќи од Илдис, дури до најскромната колиба во Албанија и во Македонија. Нашата лига го чека само поволниот момент, за да даде знак за едно општо востание. Секакви други дејства без знаење и согласност на лигата ќе се игнорираат, зашто албанците и македонците никогаш нема да востанат дека не ги повикала лигата. И обете овие земји ја прифатија и ја одобрија нашата програма и се готови да дејствуваат во согласност со овие принципи. Лондон,
10. ноември 1898 година. Подоцна, во 1902 година, споменатата лига го модифицирала своето име во Национално-македонско-албанска лига, која излегла со апел до македонците. Во тој апел била модифицирана и политичката програма, во таа смисла што тогаш, 1902 година, се сметало дека било подобро да се бара автономија на Македонија и на Албанија во рамките на Османлиската империја, бидејќи посегнувањата од страна на соседните држави станале многу реални. Во таа смисла, во апелот се укажувало дека немало потреба ниту бугарите, ниту грците, ниту други да ги поправаат состојбите во Македонија и Албанија, бидејќи тие што влегувале, божем со такви цели, всушност сакале да ја предизвикаат турската влада да почне да ги уништува селата и населенијата, за да имаат соседните држави основа за интервенција. Ние треба да укажеме на тоа од каде тие поправачи на состојбите доаѓаат и да создадеме доверба меѓу нас и султанот и чекор по чекор да стигнеме до самоуправа, без да бидат распарчени и поделени Македонија и Албанија од соседите. Односните ставови биле афектирани по упадите на бугарските чети, начело со офицери на бугарската армија во Македонија, во североисточна Македонија, 1902 година, божем да ја ослободат од турската власт. Наместо тоа, само ја испровоцирале таа власт, при што тешката цена ја платило македонското население од тој дел на Македонија. Поради тоа, Лигата планирала да има војска која ќе ги спречувала интригите и сите оние кои имале гнасни цели кон интересите на македонците и албанците и кон нивните земји. Во апелот била афектирана врската на Лигата со турската власт и била потврдена потребата од усогласена акција на двете страни против интригите и заговорот од соседните балкански држави. Лигата, која своето главно седиште го имала во Лондон, а имала своји гранкови комитети и во Македонија и Албанија, во својот орган, Весникот Автономија, го објавила и својот конкретизиран план за автономија на балканските османлиски провинции, на Македонија, Албанија, Стара Србија и Одрин. Тој план предвидувал: Член 1. Наместо вилаетите Солун, Битола, Косово, Одрин, Скадар и Јанина, ќе се формираат 4 провинции, една од кои ќе го носи името Албанија и другите Македонија, Стара Србија и Тракија. Овие провинции ќе останат под директна политичка и воена власт на неговото царско величество султанот, под услови на административна автономија. Член 2. Во провинцијата Албанија ќе влезат териториите од вилаетите Скадар и Јанина. Во провинцијата Македонија, вилаетите на Битола и Солун, во провинцијата Стара Србија, вилаетот Косово и во провинцијата Тракија, вилаетот Одрин. Член 3. Неговото величество султанот ќе има право да се грижи за одбрана на границите на 4 провинции од копно и од море, бранејќи ги овие граници и чувајќи ги со војска. Внатрешниот ред во секоја провинција ќе го држува една меѓународна полиција, подпомогната од местна милиција. Во составот на домашната полиција и местната милиција ќе се води сметка за различните краишта, за националноста и религијата на населението. Регуларните турски војски, определени за пограничните гарнизони, не ќе можат во никој случај да бидат настан во куќите на населението. При преминувањето низ провинциите, војските не ќе можат во нив да се задржуваат. Член 4. Еден висок комесар од европско потекло и националност ќе биде назначен од 6 големи сили за период од 3 години. Тој ќе има за одржување на внатрешната безбедност во 4 провинции едно тело од меѓународна полиција. Член 5. Еден генерален гувернер од европска националност ќе биде именуван во секоја од 4 провинции од високата порта со согласност на силите за време од 5 години. Член 6. Ќе биде формирана Европска комисија, која ќе биде помагана од домашна делегација составена од представници избрани од народот, спрема различните националности и религии. Комисијата во согласност со Отоманската порта ќе работи врз организација на 4 провинции. Оваа комисија во период од 6 месеци ќе ги определи границите помеѓу 4 провинции, правата и должностите на генералниот гувернер, како и административниот, судскиот и финансискиот режим на 4 провинции, земајќи ги под внимание прописите формулирани од меѓународната комисија, која се состана во Цариград во јуни 1880 година.
Имајќи ги предвид религиозните слободи во сите култови и во согласно со принципите на еднаквоста пред судските и административните власти, слобода на јазиците на кои зборува населението во 4 провинции. Сите мерки определени за овие провинции да бидат потврдени од еден царски ферман, прокламиран од високата порта, а кој треба да биде предаден на силите. Член 7. Комисијата ќе биде натоварена да ја врши автономната управа во 4 провинции за усовршување на новата организација. За таа цел ќе се собере еден окупационен корпус од 45.000 луѓе, разделен на 4 пешадиски дивизии и една конјичка дивизија од меѓународни војски, доброволно регрутирани, со европски офицери и луѓе под командата на генерали што и припаѓаат на една од неутралните држави во Европа. Овој окупационен корпус ќе се издржува на местен трошок. Времетраењето на окупацијата ќе се фиксира со времетраење на работата на комисијата и од потребата за одржување на внатрешен ред. Потоа ќе се редуцира на половина и ќе остане под називот Меѓународна полиција, под распоредба на високиот комесар. Член 8. Неговото царско величество султанот ќе преземе мерки додека се формира окупациониот корпус и додека комисијата ја започне својата работа за повлекување на сите војски, како регулирани, така нерегулирани, освен оние што се потребни за гарнизоните на граничните фортификации споменати во членот 3. Член 9. Изборите за местната делегација, споменати во членот 6, ќе се одржат 15 дена по евакуацијата на територијата од страна на турските војски, спомената во членот 8. Член 10. Сите меѓународни договори, конвенции и аранжмани од каква било природа склучени или што ќе се склучат од портата со странските сили, ќе се воведат во овие 4 провинции на ист начин како во Отоманската империја. Сите имунитети и привилегии од каква било природа што се стекнати за странците ќе се респектираат во овие провинции. Член 11. Сите права и облигации на високата порта што се однесуваат до железниците ќе бидат стриктно зачувани. Член 12. 4 провинции ќе преземат еден дел од јавниот отомански долг и ќе го приложат за цивилната листа на неговото царско величество султанот, за царската војска и за буџетот на флотата. За ова ќе реши комисијата во согласност со портата и врз еднаква база ќе се означи сумата за придонест. Комитет за автономија на Македонија. Споменатата дејност и незиниот проект за 4 балкански провинции ја имале подкрепата од англиската политика. Тоа се покажало и преку водникот на весникот Автономија од 10. мај 1902 година од страна на угледниот англиски парламентарец Стивенсон, во кој се говорело и за познатиот став на англискиот државник Вилјам Гледстоун од 1897 година, изразен во крилатицата Македонија на македонците. Во суштина, концепциите на Националната македонско-албанска лига од 1902 година, која била предводена од македонецот Стефан Дамчев и од албанецот Јашар Бек, представувала израз на англиската политика и повеќе или помалку и на другите западноевропски сили, и израз на прифатливоста на таа политика од дел на македонското и албанското општество. Таа и таква политика била контрапункт на политиката на Русија и на балканските држави соседи на Македонија и Албанија, кои имале сосема друга политика – истерување на османлиската држава од Балканот и поделба и завладување на Албанија, на Стара Србија, на Македонија и на Одрин од нивна страна. Втора организирана форма која што се надоврзува на целите и на оваа прва форма е една централна албанско-македонска лига формирана во Лондон под влијание очигледно на англиската политика, која што е предводена од македонска страна од Стефан Дамчев од Битола и од Јашар Бек од страна на албанското движење. Таа лига 1897-98 година издава еден апел, укажувајќи дека се бори за автономија на провинциите Македонија и Албанија, се повикува на членот 23, укажува дека таа борба за автономија е единствено решение, укажувајќи дека раздробувањето на Албанија и на Македонија го смета за погрешна политика. На тој начин, практично таа лига изразувајќи
ставот на англиската влада противречи на обидите на Русија и Австро-Унгарија, кои што почнуваат да се договарат за поделба на Македонија и на ситнење на Албанија, например, на некои краишта од албанските земји, е одговор на една друга алтернатива. Таа лига го издава весникот Автономија и повторно се пројавува 1902 година. Првата пројава е поврзана практично со критското движење или војната за Крит и статусот што го имаат критјаните добиено после 1897 година, па во апелот на односната лига се афектира резултатот на Крит и се укажува дека и во Македонија и во Албанија би имало по еден генерален секретар христијанин, дека местното население би учествувало самото во управата, дека голем дел од даноците би останувало за местниот локален или за провинцијскиот, така да се каже, економски живот, за економскиот развој на самата Албанија, односно на самата Македонија, и дека тоа би било под покровителство на европските сили, би имало една комисија европска, би имало европска жандармерија и слично, и буџет македонски, односно албански. И таа лига практично замира со Илинденското встание 1903 година. Македонско-албанските врски низ историјата секогаш биле пред се пријателски и насочени кон една иста цел – ослободување од заедничките непријатели. Ова го кажуваме поради тоа што фактите и документацијата говорат дека во периодот кога и македонското и албанското население биле во составот на Отоманската империја, како посебни и засебни делови, тие имале една единствена намера и една единствена цел – создавање на автохтони, автономни и независни држави, во кои што тие би биле доминантната административна и политичка сила. Така, албанците имале намера, односно цел, да создадат албанска држава, во која што администрацијата и политичката сила ќе бидат албанците, а македонците од друга страна во својата математична македонска држава би биле исто така доминантна политичка и административна сила. Во таа насока, кога зборуваме за македонско-албанските односи, нив можеме да ги започнеме дури и во 19 век, така што ќе кажеме дека македонското и албанското население, немајќи можности да живее во територија, да живее и да се образува во територијата на Османската империја, онака како што му деликувало на секој народ, односно на секое население, тие се обидувале да заминат од Османската империја и надвор од неа во соседните или во други европски или светски држави да направат своји колонии во нив, работејќи заедно како диаспора на македонскиот и на албанскиот народ да имаат своји заеднички здруженија, повторно зборувам, со истата цел. Голема корист организацијата имала од албанци симпатизери, кои како вработени во органите на османската власт ја известувале за делувањето и акциите на османската војска. Таков бил Ибраим Али, пољак во Леринско, активно лице на организацијата, кој имал должност да внимава на движењето на османската војска и благовремено да ги известува четите за да се скријат. Дури и кај макамот на Лерин, Сефедин Махмуд, преку своји курири добивал известувања за движењето на револуционерните чети на организацијата, за потоа Аскерот да го испраќа во спротивен правец од нивно движење. Кај макамовите курири биле Мехмет Шупелка и Јусеин Ефенди. Обајцата како доверливи лица на организацијата вршеле курирска известувачка дејност. Со известување и материјално, организацијата била помагана и од Фейн Бек, албанец од Корча, кој имал голем чифлик во Леринско. Во 1902 година била формирана Националната македонско-албанска лига, која што повторно имала за цел да ги обедини сите македонци и албанци кои што работеле во тој период во Лондон, а кои што претежно биле од сферата на интелигенцијата,
бидејќи оние албанци кои што не можеле да учат и да се остварат интелектуално на територијата на Османската империја, сите тие заминувале надвор од Македонија и Албанија, а во тој период најголемата диаспора македонско-албанска била во Романија, во Англија, односно во Лондон, во Виена, односно во Австрија и во Италија. Покрај верните патриоти и преданите работници, кои ја снабдувале МРО со потрепштини, постоеле и професионални снабдувачи. Имало случаи кога лица ја напуштале својата дотогашна работа за да се занимаваат со доставување на оружје. Во Гостивар, албанците ги откупувале мартинките од домашно производство, како и тетовските мартинки по 2 лири за една, а потоа ги продавале во Крушево по цена од 5 до 6 лири за една. Ова зборува дека новата работа била повносна, но затоа пак и многу ризична. Бројните доставувачи не можеле и покрај сите обиди да бидат толку конспиративни за да не бидат забележани од османската власт. Меѓутоа преданоста, или кон заработувачката, или кон организацијата, нафатените доставувачи не им дозволувале да го оддадат револуционерното дело и каналите по кои се снабдувале. Тетово, Гостивар, Дебар и Скопје биле познати како оружарски центри во Македонија. МРО купувала од албанците и од османлиите и празни чаури, кои биле собирани на местата каде биле водени оружени судири или каде вежбала османлиската војска. За македонско-албанската соработка можеме да зборуваме и во времето на Илинденското востание. Имено во овој период и македонците и албанците имале голем стремеж за остварување на нивната вековна идеја, односно вековниот идеал, остварување и ослободување од османлиската империја, односно од османлиската власт. Токму поради тоа, албанците, како луѓе кои што се стремеле кон заедничка соработка со македонците, многу помагале во организирањето и во вооружувањето на македонските чети, односно на четите на Македонската револуционерна организација. Како такви ги среќаваме многу често албанските дејци во Леринско, каде што при тоа тие иако работеле во османската администрација, сепак потајно им помагале и на македонските чети. Имено сите оние падари, сите оние пољаци кои што работеле за османлиската администрација, воедно го следеле движењето на турските, односно османлиските трупи и затоа ги информирале македонските чети со тоа што им овозможувале полесно да избегнат директен судир со османлиската војска. На тој начин македонските чети биле заштитувани од можните судири и можните уништувања од османлиската војска. Така можеме да ги споменеме Сулјо Али Ага, потоа Шевкет Ага и многу други кои што првенствено се занимавале со падарска дејност. Она што е многу интересно во тој период е да се каже дека бидејќи во албанското ослободително движење немало организирана сила, многу албански дејци влегувале во четите на Македонската револуционерна организација. Еден од нив е и Ариф Белул Наџак, кој што има оставено и своји спомени за периодот од Илинденското востание и за неговото учество во четите на војводата Дејан, војводата Петар Чаулев и така натаму. За неговата активност, односно за неговиот придонес во Илинденското востание, Ариф Белул Наџак бил дури и награден како носител на споменица за илинденска пензија. Така што и на тој начин македонската држава дала свој белег, односно свој придонес кон одбележување на значајните лица кои што биле јавно експонирани во ослободителните движења, односно конкретно во Илинденското востание. Исто така, многу значајно за овој период е и создавањето на 2 канали за снабдување со оружје кои што биле во Охридско-Преспанскиот регион. Така едниот канал се нарекува Елбасански канал, а вториот канал се нарекува Поградечки канал.
Тоа се всушност организирани канали од македонски и албански дејци пред се кои што биле за османската власт анонимни, односно работеле некоја сосема друга работа и потајно ја помагале ослободителната борба на македонскиот народ. Во овие два канали многу често се среќавале и роднини, значи луѓе кои што имале мешани бракови, да речеме албанец со македонка, македонка со албанец, така што и тие роднински врски биле многу користени за подобрување на македонско-албанската соработка. Епилогот на Илинденското востание нам не е познат, меѓутоа ниту македонците, ниту албанците не ја изгубиле онаа верба во себе и вербата во заедничката борба до конечно ослободување од Османската империја. Епилогот на Илинденското востание нам не е познат, меѓутоа ниту македонците, ниту албанците не ја изгубиле онаа верба во себе и вербата во заедничката борба до конечно ослободување од Османската империја. За тоа зборува и формирањето на уште едно заедничко здружение на македонците и на албанците во 1904 година во Виена, каде што целата енергија која што била собрана во диаспората на македонците и на албанците проникнала низ едно хуманитарно македонско-албанско здружение, кое што секогаш се занимавало или целело да бидат што е можно поактивни македонските и албанските иселеници, односно македонската и албанската диаспора во правецот на остварување на нивните цели, односно анимирање на странците, големите сили за потребата на Македонија и на Албанија за добивање пред се само на автономија под власта на султанот, а потоа дури и да се добие и самостојност, односно државност на двете земји. Во ова здружение најголемите носители на дејноста биле Џерџ Пекмези, кој што е еден многу виден албански преродбеник, и Хил Моси. Значи, тоа се лица кои што првенствено работеле на полето на културата, меѓутоа под покритие на културните дејности тие ја воделе и политичката борба на албанците и на македонците во насока на остварување на нивните цели. Продолжување на македонско-албанската соработка меѓу емигрантите бележиме во 1904 година, кога во Виена било формирано Хуманитарно албанско-македонско друштво. Како потписници на основачкиот акт на ова друштво ги среќаваме Цветко Фортуниќ, Хил Моси и Петар Карамфилов. Неговите основачи ги водела размислата дека треба да формираме едно наше хуманитарно друштво, кое нема да се занимава со политика, туку само ќе се грижи за неговите членови, родени во Македонија и Албанија, како и за неговите браќа кои имаат потреба и кои поради својата сиромаштија сега на почетокот не можат да станат членови на ова друштво, без оглед на нивната вера и народност и да ги учи. Сите македонци и албанци треба да имаат еден збратимен живот, умен и здрав. И како треба да се лечат од таа нивна стара болест, да ја наречеме верски фанатизам, како и од новата болест, шпекулативен народен шовинизам, и да живеат како браќа и како сонародници, со убедување и верба, искажана кон големиот господар цар Султан, од кого ќе побараат, како негови младинци и на легален начин сите нивни народни права за црква, училиште и пазар и сите работи поврзани со пазарот, а на прво место е правото на безбедност на живот и на личниот имот, бидејќи откако ние ќе ги исполниме нашите обврски како државјани, тогаш и нашиот татко Султан ќе го направи своето и ќе ни ги даде, доколку е оправдано, нашите народни права, токму како што еден добар и умен татко му дава на своите добри и покорни синови се што треба и се што е праведно. Исто така, не помала е соработката меѓу македонците и албанците во 1908 година, кога се крева Младотурската револуција. Имаме значајни податоци кои што говорат дека Јане Сандански соработувал со некои албански патриоти. Тука, например, би бил Исо Булетини и други дејци кои што во периодот кога е прогласена Младотурската револуција се наоѓаат заедно во Солун, ја прославуваат големата победа над режимот.
на дотокашниот режим и воведувањето на хуријатот, така што за таа и таква соработка говорат доста податоци. Ги штителе избеганите од трите вилаети и Албанија, за да ги внесат во политички групи за на крајот да ги приврзат кон себе. Одборот, чие формирање е планирано во Виена, освен давањето помош, без разлика на националната и верската припадност на населението од трите вилаети вовлечено во 1000 несреќи и побегнато во Австро-Унгарија, немал никаква друга намера. Освен тоа, планираниот одбор ќе работи на воспоставување врски со првенците од населението на Албанија и трите вилаети, преку печатот и независните изданија ќе следи фактичката состојба во трите вилаети и со целосна жестокост ќе действува против оние кои изразуваат желба на трите вилаети да им се даде самостојност под управа на еден европски управник. Во 1903 година македонската и албанската емиграција формираат едно посебно здружение во Виена. Од тоа здружение е било наречено Одбор Албанија трите вилаети, при што тие три вилаети го означувале територијата која што била всушност Македонија. Она што овдека влегува во очи, тоа е што Македонија не требало да се спомнува како територијална засебна единица по барање на руската политика. Имено, во периодот за кој што зборуваме, русите биле исклучително заинтересирани за протежирање на српската и бугарската држава и за нивно територијално проширување за сметка на македонската територија. Ова од причина што во исто време и Австро-Унгарија, односно австриската дипломатија комплетно била насочена кон нејзино проширување кон Албанија. Протежирајќи го создавањето на албанската држава, односно формирањето на засебна единица Албанија, австро-унгарската политика го проценувала како можност за проширување на нејзините интересни сфери на Балканот. Всушност, идејата што била на овој одбор Албанија трите вилаети, тие имале формирано една своја програма во која што се наведени истите цели, истите идеи како што се наведени и во сите други заеднички програми, односно здруженија кои што ги формирала македонската и албанската диаспора. Целта била една и единствена: создавање на културна и политичка автономија на македонските и на албанските вилаети во однос на Османлиската империја. При тоа, во нивната програма точно се наведува дека нивното здружение нема никаква допирна точка со политиката на дотичната држава, односно Австрија, и тоа го објаснуваат со тоа што сметаат дека нема никаква потреба да бидат ниту финансирани, ниту протежирани од било која странска држава, бидејќи и самите имаат своја цел, бидејќи самите имаат своји средства и бидејќи самите имаат потреба да се докажат на полето на политичката автономија. Заедно со пријателите, со радост ја дочекавме веста за создавањето на новиот комитет во Виена под име Комитет Албанија три вилаети. Во поглед на програмата што ни е испратена, бидејќи создавањето на еден ваков комитет за нас македонците е причина за среќа, организирањето на комитетот ќе го следиме со особен интерес. Против тоа што комитетот во Виена ме спомнува како подпредседател на грчкиот комитет во Битола. Во Битола грчки комитет нема. Според тоа, следните редови нека се прифатат како мои лични размисли. Според мене, ако се работи врз основа на огласувањето дека ќе се оди по стапките на еден комитет Албанија три вилаети, успех нема да има. На секого му е познато дека овие судири не започнале од самите жители на трите вилаети. Пред се, сите живееа во љубов и во искреност. Постоечкото непријателство меѓу населението е резултат на дејствувањето и пропагандата на бугарската екзархија и на високата порта. Она што е интересно да се каже дека во 1913 година повторно го среќаваме Јане Сандански како еден од носителите на идејата за соработка со албанските патриоти. При тоа тој по налог на бугарскиот двор заминува за Тирана, каде што требало да се сретне со албанските првенци и да разговараат за заеднички настап, односно заедничка борба против тогаш веќе воспоставената српска окупација на македонските и албанските територии после Втората Балканска војна.
Така што за македонско-албанските релации, односно македонско-албанските соработки, во периодот за кој што зборуваме, може да се каже дека биле многу интензивни и секогаш биле многу добронамерни и многу искрени. Она што може да се забележи како промена во тие македонско-албански релации е создавањето на албанската држава, односно 28 ноември 1912 година, кога е прогласена самостојноста на албанската држава во Валона. Тоа е некој преломен момент кога веќе албанското национално ослободително движење има чувство дека еден дел од неговите идеали се исполнети и дека нема потреба повеќе да се ангажира со толкова енергија во соработката со македонците. Меѓутоа, сето тоа паѓа во вода во моментот кога Сефадин Пустина испреќа една порака до Петар Чаулев и го моли за заедничка соработка на планот на ослободување сега веќе на нова една окупација, тоа е српската, во пограничните македонско-албански територии. Така во Охрид и во Девар е кренато едно востание, кое што македонско-албански бунт, кое што било заеднички планирано, заеднички изведено и востанието не доживеало некој поголем успех, поради тоа што не било прифатено или не било ниту посакувано од големите европски сили, кои што на секој можен начин се обидувале да ја смират тензијата на Балканот и едноставно да можат сите своји интересни сфери, кои што дотогаш ги беа зацртувале на зелената маса, да ги остварат. Тоа им успева. Значи во Лондон, на Лондонската мировна конференција, така што статус квото по прашањето на Македонија продолжува, а организацијата и реорганизацијата на албанската држава паѓа на товарот на Австро-Унгарија, односно Австрија, која што подоцна преку генерални конзули, преку монарси и други видни личности ќе успее да ја стабилизира албанската држава. Што се однесува до очекувањата на македонците и албанците од ветувањата на младотурците, тие биле грубо изиграни. Поради тоа се соочиле со преврат. Таквата состојба придонела за тоа албанските национални комитети на специјални состаноци го продискутираа обраќањето на младотурците и решија да го поддржат уставниот режим. На страната на младотурците застанаа македонските одреди на чело со раководителот на македонското ослободително движење Јане Сандански. Меѓутоа, политиката на младотурците, како и нивната партија Единство и напредок, била непредвидлива. Поради тоа, во втората половина на 1909 година, во Европска Турција, повторно како и пред револуцијата од 1908 година, се почувствува зближување на националните организации на македонците, власите, албанците, кое овој пат било насочено против младотурците. Кога во јули 1909 година беше поставен на разгледување во парламентот предлог законот за политички организации, на иницијатива на македонците се одржа советување на македонските партии, на албанците, власите, грците, од кое му беше испратено на големиот везир и на председателот на Сенатот протест против новиот предлог закон. Опонирањето на жителите на Османската империја, кои не се чувствувале како османлии и не се согласувале со политиката практикувана од младотурците, кон крајот на 1909 година ја основале Османската демократска партија. Во незината работа активно учествувале албанецот Шахин Колоња, македонецот Влахов, а романот Марадјан и други членови. Приврзаниците на оваа партија во Македонија и Албанија во април 1910 година свикале таен собир во Битола, на кој зеле учество околу 20 делегати. На него биле донесени одредени барања, кои потпишани од албанци, македонци, дури и османлии, и биле испратени на младотурската влада, пред се за одобрување на легално постоење на партијата. Османската демократска партија не барала национална автономија, ниту борба против османската власт, бидејќи незините членови мислеле дека уставната власт има капацитет и должност да ги задоволи националните потреби на различните неосмански народи во империјата.
Ваквиот став на партијата бил причина што незината активност не успеала да се омасови кај македонското и албанското население. Реакционерниот курс на младотурскиот режим во двете години пред Балканските војни многу ја влошил положбата во империјата, а особено во македонските и албанските вилаети. Во предвоените услови, но и во време на Првата Балканска војна, Сандански од бугарските власти се повеќе бил идентификуван како најголем непријател на бугарската политика кон македонското прашање, зашто посебно придонел и неговиот гест на првиот банкет во штотук ослободениот Солун во 1912 година, кога Јане Сандански во присуство на бугарскиот генерал Тодоров наздравил за новата држава Македонија и беше пречекан од сабјите на присутните генерали. Реагирањето на генералите во оваа епизода од животот на Сандански јасно го потврдила вековното тежнение на соседните народи, автономна Македонија да биде само попатен сон на македонскиот народ. Во периодот на Првата Балканска војна, раководителите на албанското ослободително движење веќе започнале да ги финализираат преговарањата со меѓународните фактори околу создавањето на самостојна албанска држава. Во нив предничеле договарањата со владата на Австро-Унгарија, која во сите пригоди успевала да го покрене албанското прашање, како едно од најважните во решавањето на балканскиот проблем после заминувањето на османската власт од Балканот. Меѓутоа, ваквите случувања не соодветствувале со плановите и барањата на соседните балкански држави на Македонија и Албанија, Бугарија, Србија и Грција, кои воделе меѓусебни борби за превласт над териториите населени со македонско и албанско население. Крајот на Првата Балканска војна довел до уште поголема нетрпеливост меѓу довчерашните сојузници, кои забрзано се подготвувале за втора, овој пат меѓусојузничка војна. Токму во тој период, пред почетокот на Втората Балканска војна, во јули 1913 година, Јане Сандански заедно со Стоју Хаджиев заминале во мисија во Албанија по налог на Фердинанд. Нивната задача била да преговараат со албанските раководители за заедничко дејствување на Бугарија и Албанија во случај на нова војна, овој пат меѓу сојузниците, поточно против Србија. За таа цел не биле обезбедени доволно средства за трошоци, поради што Јане бил принуден лично да се задолжува. Јан имал задача во Албанија да се сретне со познатите албански водачи Бајрам Цури и Исо Булетина. Многу малку се знае за оваа мисија, а за неја известува и рускиот пратеник во Атина Демидов, кој меѓу другото во својот извештај од 14. јуни 1913 година наведува дека Сандански Черен австријски брод од Кавала допатува во Солун, кај што му изјавил на англискиот вице-конзул дека патува за Валона. Може да се предвиди дека нему му било наложено да преговара со албанците за заеднички дејствија со бугарите против Србија. Ваквата информација брзо се проширила сред високите дипломатски кругови на Балканот, а внела вознемирување и кај српскиот државен врв. Имено според известувањата на рускиот представник во Белград, Гартфинг, од 1. јули 1913 година, при разговорот што го водел со председателот на српската влада Пашиќ, му било речено дека српската влада е крајно вознемирена од известувањето за доаѓањето во Валона на познатиот агитатор Сандански, со чие учество Австрија по се изгледа е намерена да организира востание на албанците на новите српски граници.